Зборуваме за горда, достоинствена Македонија, која што секаде во светот се дочекува со достоинство и почит. Македонија не е дочекана достоинствено никаде. Мислам, ја не знам што има достоинствено во моментот во Македонија. Во моментот во Македонија има 63 гроба кои што се отворени и затворени благодарение на неколку полициски функционери поставени од држава. И како што видовме по сомневањата на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, кои се тие прибраните, имате голем проблем таму. Така да достоинството не произлегува од тоа ти кога се дереш. Достоинството произлегува од тоа колку ти на твоите граѓани ќе им обезбедиш сигурен, безбеден, стабилен и просперитетен живот. Значи ти на луѓето им викаш јаете цреши претеруваат. Одите на одмор у Дојран претеруваат. Но ништо достоинствено тоа да лажеш народ. Ја не знам каде го гледаш ти достоинствена Македонија. Каде тоа била пречекана Македонија достоинствено? У Вашингтон кога ви дадоа у пластични чаши Кока-кола? Кој центар на политичка моќ во светот вие сте пречекани достоинствено, нигде не ве викнале. Во Лондон сте повикани за да ви го презентираат планот за мигранти. Што има достоинствено на пример у оној човекот што го гледавме од Штип, што не може да ги прехрани 120 свињи, овчарите што протестираа во Пелагонија, во односот што го имате према оризопроизводителите. Ги малтретиравте, вода не им пуштавте. Што е достоинствено невраќањето ДДВ, не зголемувањето линеарно зголемување на пензиите кои што ветивте. 150 во град бил Чаир, достоинство, па не било никад по недостоинствено од сега.